почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван директоре на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. И во оваа 2021 година остануваме силно посветени на реализација на капиталните проекти како врвен приоритет на владата, пред се заради заздравување на економските активности во државата, но и за подобрување на животот на граѓаните, надминување на состојбата со ковид кризата, која значително влијаеше врз целокупниот општествен стандард и сите општествени состојби во државата. Ресорот транспорт е еден од двигателите на економскиот развој и затоа многу е важно капиталните инвестиции што ги реализираме во овој ресор да се движат со добра динамика. Верувам дека и оваа година изградбата на капиталните проекти од нашиот ресор ќе бидат на високо ниво. Денеска заедно со директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за Републиката имавме работна средба на која ги разработивме плановите за изградба на стамбени згради наменети за социјално ранливите категории на граѓани. Наша обврска е да создаваме услови за сите овие лица да добијат кров над глава, сигурност и подобри услови за живот. И заради тоа интензивно работиме на мерки и политики кои влијаат за подобрување на социјалната положба на ранливите категории на граѓани. За овие години наназад од државата во која ранливите категории на групи беа на маргините на општеството, успеавме да го повратиме достоинството на овие граѓани и да обезбедиме низа на мерки меѓу кои и решавање на нивното стамбено прашање. Верувам дека сите посакуваме овие состојби да ги нема, но таму каде што постојат, наша обврска е да ги доведеме на едно пониско ниво. Затоа државата е тука да се грижи за сите граѓани, како што доликува на една развиена, демократска и социјална држава. За информација, капиталните инвестиции на Министерството за транспорт и врски за 2020 година достигна 80% за време на оваа ковид криза. За оваа година буџетот на Министерството за транспорт и врски, средства за социјалните стамбени згради се издвоени 134 милиони денари. Можам слободно да потенцирам дека во овој сегмент капиталните проекти за капитални проекти сме убедливо најдобри, бидејќи секоја година ги искористуваме сите средства што се на располагање од нашиот буџет. Во однос на изградбата, само во овој момент активно се градат вкупно 574 станови во 7 општини, и тоа Пробиштип 48 станови, Неготино 62, Виница 36, Свети Николе 48, Бутел 312, Демиркапија 16 и Гевгелија 52 станови. Во Велес очекуваме многу брзо изведувачот да биде воведен во работа и да отпочне изградбата на една стамбена зграда со 29 стамбени единици. За оваа година договоривме динамика за изградба на уште 4 нови згради со вкупно 173 станови во Пехчево, Дебар, Сарај и во Кочани. А дополнително се подготвуваат проекти во Прилеп и Штип и во други општини, за што детали ќе образложи директорот на акционерското друштво. Ова е еден од начините како оваа влада води сметка за згрижување на ранливите семејства и уверуваме дека со овие мерки и политики ќе продолжиме и во наредниот период заради подобри услови и обезбедување на достоинствен живот на нашите граѓани. На крај сакам да информирам дека вчера на последната седница на влада го усвоивме тарифникот за урбанистичко планирање, со што правиме уште еден чекор кон ставање на ред во урбанизмот, во урбанистичкото планирање и во генерално изработката на урбанистичките планови во државата. Овој чекор го правиме после носењето на новиот закон за урбанистичко планирање и после носењето на правилникот кој што е донесен кон крајот на минатата година. Ви благодарам. Сега доколку може да се обрати директорот, па потоа доколку имате прашање. Како што кажа министерот, акционерското друштво веќе полок период интензивно работи на изградба на социјалните станови. При крај сме со целиот проект кој што имавме со ЦЕП како банка која што го поддржува заедно со Министерството за транспорт и врски овој проект. При крај сме со постапките, како што кажа министерот, за Саре. Значи очекуваме во текот на овие недела две да се склучи договорот за Саре, исто така за Окочани набавката е завршена. За Дебар во постапка е исто за избор на изведувач набавката.
останува, кажи го, запехчено да се заврши еволуцијата во оваа нела, наредната нела и да склучиме договор за да почне изведувачот да ги извршува сите оние активности кои што се врзани за нив. Сума сумарум, значи целокупниот проект за краток период, како што на претходните пресконференции изјавивме, успеавме да го реализираме до крај. Очекуваме дека од оваа година ќе почнеме преговори со ЦЕП да на некој начин обезбедиме нов проект со нови локации. На работната средба, меѓу другото, разговаравме и со министерот да обезбедиме нови локации каде што ќе се градат социјални станови, така да интензивно сме посветени на работата заедно со министерот. Благодарам за поддршката целокупна која што Министерството за транспорт и врски ја дава на акционерското друштво во подоброто средување на сите ние локации и градежни проблеми, така да очекувам навистина еден градежен да продолжи во делот на социјалните градби, а исто би сакал да најавам да искористам оваа пресконференција дека интензивно работиме на нови комерцијални градби кои што ќе ги понудиме по нормални цени на сите оние граѓани кои што се заинтересирани, така да оваа година не очекуваат и неколку комерцијални згради, како што се во Охрид имаме комерцијални згради, Битола 2 комерцијални згради, една поголема локација во Скопје во делот на Јужен булевар, така да интензивно работиме паралелно со социјалните и комерцијалните згради да ги донесеме на некој ниво кое што ќе биде, да кажем, задоволително. Споменате поновно која е протечната цена за изградба на комерцијалните станови, дали очекувате годинама да има пад или па изголемена порачката, ако се замислите? Вака, значи, знаете дека акционерското друштво е вид регулатор на пазарот на цените на сите комерцијални објекти и станови кои што се градат. Во моментов можам само да го посочам примерот кој што го имавме во општина Арадан со двете комерцијални згради. Таму почетната цена на која што одеше најмањето е 850 евра. На последната зграда, на последната продажба на зградата во аеродром, значи на самиот ископ на почеток на градбата се продадаа 46 стамбени единици. Од скупно 50, што значи и доволно збори за интересот на граѓаните кон акционерското друштво за купување на станови. Значи цената од 850 согласно постапката и правилникот по кој што се продаваат овие станови порасна до 1050 како да кажам евра за метар квадратен, која што и таа цена е конкурентна во однос на конкуренцијата на приватните инвеститори. А годинава очекувате да има пат или раст? Очекувате пат или раст годинава? На цените? Цените зависат од кажи го од лицитацијата. Доколку е заинтересираноста поголема, нормално дека цените ќе пораснат. Меѓутоа сепак нашата понудена цена ќе биде навистина реална согласно можността на граѓаните и ќе биде регулатор на цена, да кажам на некој начин, кој што на граѓаните ќе им овозможи и поевтина цена во делот на купување на нивните домови и станови. Да, за изработка. Така. Во однос на тарифникот за урбанистичко планирање, веќе кажав дека се работи за ставање на ред во однос на урбанистичкото планирање и заштита на урбанистичкото планирање како дејност во државата, бидејќи досега и генерално неквалитетните урбанистички планови, еден дел и еден сегмент од ваквите урбанистички планови од изработката на такви планови, доцнењето на нивната изработка се должеше и на нашиот актуелен закон за јавни набавки кој што пропишува изработка на планови по најниска цена. Со оглед на тоа, за да ја заштитиме фелата, да го вратиме урбанизмот таму каде што му е местото, бидејќи од таму потекнуваат и идните градби, развојот на општеството, квалитетот, хуманото живење на граѓаните во нашите градови, донесовме ваков правилник кој што е на задоволство на комората на овластени инженери и архитекти, кој што е изработен од нив во координација со нас и секако донесовме една мерка времена од 3 години, која што ќе значи од овие нови цени намалување за 20% со цел да ја биде прилагодување кон овој нов правилник и тарифник и секако да биде поддршка за време на ковид кризата. Така што регулацијата на цените е многу значајна за да не се доведуваме до ситуација да се изработуваат неквалитетни урбанистички планови кои што понатаму многу кратно го загрозуваат квалитетот на животот на граѓаните со најразноразни интереси кои што знаеме како се случуваат во урбаните средини во државата. Мислам дека ме разбравте во однос на ова прашање е доста. Да, значи се работи за голем број на параметри. Тарифникот е 39 страни, каде што за секој изработен урбанистички план, за секој сегмент во однос на хектаража, во однос на површина, во однос на комплексност има одредени пропишани цени.
така што со овие пропишани цени веќе ставаме регулација да не се оди со крајно ниски цени кои што доведуваат потоа до други интереси да влијаат на изработката на урбанистичките планови. Овде го заштитуваме интересот преку тоа што урбанистите го имаат главниот збор сега. И тие ќе планираат така како што е професијата налага за едно хумано живење во градовите, во населените места, секако и дека интересот на граѓаните овде е многу значаен, интересот на граѓаните на Скопје или на општина Центар е еден, но од друга страна на граѓаните на Крушево како планинско место е друг, така што овде треба сигурно да се запазуваат урбанистичките норми и критериуми и со ова го заштитуваме урбанизмот како професија и фелата ја заштитуваме со тоа што ќе можат тие да дојдат до израз, а не инвеститорите, оние кои што плаќаат и оние кои што налагаат нешто утре да се гради, а гледаме дека денеска ги чувствуваме лошите последици од урбанизмот од пред 5, 6 или 10 години. Затоа денеска трасираме сериозен, стабилен пат за идниот урбанизам и за развојот на урбанистичкото планирање. Ако има уште некој прашање за мене, ова ќе одговори директор. Да. Секако, ние во текот на оваа година имаме и преку Министерството за финансии еден репер кој што го постави владата со цел да постигнеме што е можно поголем процент на реализација на капиталните инвестиции по квартали, така што ние сме фокусирани оваа година да отпочнеме и веќе потпишавме неколку договори за проектот од Светска банка за локални улици и патишта, кој што е 70 милиони евра. Првиот тендер е завршен, веќе имаме избрано изведувач, каде што ќе се започне напролет со реализација, го подготвуваме и вториот тендер. Овде очекувам проектот кој што го зборуваме минатата година како еден зачеток на убав проект за поддршка на граѓаните и на општините, оваа година да ја види светлината на денот. Тоа е многу значаен проект. Секако водоводите и канализациите, имаме две програми, преку КФВ банка, имаме преку буџетската програма, можам да кажем дека преку КФВ банка ги потрошивме сите средства кои што се обезбедени. Ова е исклучително важно за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Од друга страна имаме распишано набавка за изградба на брана на реката Отиње во Штип. Работиме на секако социјалните згради кои што денеска ги спомнавме веќе, изградбата на гасоводите, магистралните гасоводи кои што исто така преку НЕР и преку Министерството за транспорт и врски се реализираат. Ова се клучните значајни проекти за нас, секако и најважниот сегмент е патиштата, како преку јавното претпријатие за државни патишта со реализација на значајни проекти. Веќе знаете дека го решивме проблемот на патниот правец од Градско до Дреново, тоа е првата делница кон Прилеп, и веќе се изврши таму асигнација. Очекувам напролет силна градежна офанзива на овој коридор 10Д, секако и завршување на новата тендерска постапка за втората делница овде од Дреново до Фариш, делницата која што исто така имавме напуштено изведувач. Во однос на патиштата очекувам засилена изградба на Кичево Охрид, очекувам засилена изградба на Скопје Блаце, завршување пред рокот на експресниот пат Штип Радовиш и напредок на експресниот пат Штип Кочани, така што овде имаме сериозна динамика и секако веќе помина една фаза за во делот на железниците, железничката пруга од коридорот 8. Имаме позитивни сигнали во однос на овој проект, заради тоа што ги споивме првата и втората делница и очекувањата се дека во првата половина од годината ние ќе распишеме набавка за избор на нов изведувач за изградба на коридорот 8 од Куманово до Белјаковце и втората делница Белјаковце Крива Паланка, кои што сега се споени во една фаза. Така што не очекува силна година и јас сум убеден дека со една макотрапна работа, со многу координација, со многу голем ангажман ќе успееме да постигнеме високо ниво на капиталните инвестиции. Да,
Постапките се јасни. Урбанистичките планови се ставени во фокусот на општините. Секако општините имаат приоритет, имаат свој значење на микрониво и секако тие ја побаруваат изработката и тие ги изработуваат. Ние овде сме како еден контролор, како Министерство за транспорт и врски, постапката останува иста, но јас она што говорев, значи дека ставаме ред во еден друг сегмент, изработката останува на истото ниво, но со новиот закон за урбанистичко планирање кој што го донесовме во септември, кој што влезе во фаза на веќе на примена, таму се пропишени сериозни ограничувања и многу повеќе чекори со две јавни расправи, со сегмент на запазување на зеленилото. Ние преку сите овие постапки, законот, тарифникот и правилникот, заокружуваме еден сериозен процес на урбанистичкото планирање. Ова кое што го прашувате конкретно се третира во новиот закон, кој што е донесен неодамна и тој веќе е стапен на сила. Така што исто така можам да кажам дека придобивките за граѓаните, за хуманиот живот ќе го почувствуваме сите заедно во идниот период, бидејќи урбанизмот не е нешто кое што е алатка која што ќе почувствуваме од денеска за утре, но ќе почувствуваат сигурно граѓаните во наредните години. Во однос на патарините се работи за регулатива која што е донесена со одлука на влада и таа има свој правилник како и колку се наплаќаат патарините. Можам да информирам дека тоа изнесува 2,57 денари по километар. Дали се работи за еден, за друг автопат, цените на чинење на патарините се исти. Дали се возиме кон Велес, кон Штип, по автопат, кон Гевгелија или кон Тетово, или кон Куманово, цените се исти, така што можете сите многу едноставно да пресметате, а секако автопатиштата се начин за побрзо движење на граѓаните, за побезбедно движење на граѓаните и заради нивно идно одржување, за да тие траат подолги години, секако е потребно да се плаќаат патарини. Впрочем и секаде и во Европа и во светот се наплаќаат патарини, но секако и граѓаните од источниот регион кои што ќе го користат овој автопат имаат и втора можност да патуваат преку Велес, под друг тарифник, јас би рекол, за наплата на патарините, или може да патуваат по постоечките регионални патишта, каде што воопшто нема патарини, така што секој граѓанин одлучува дали ќе патува побрзо по автопат, каде што се плаќа, или ќе патува по регионален пат. Точно е дека да се плаќаат патарините секаде во светот, меѓутоа конкретно кај нас колку на километри имamo предвидено најскапи патарини? Апсолутно не е така. Ние имаме релативно ниски цени на чинење на патарините во сите околни земји, а верувам во европските сите кои што патувале знаат дека цените на чинење се многу повисоки. За да имаме квалитетна патна инфраструктура, за да можеме како држава да придонесеме тие патишта да се редовно одржуваат и во делот на зимско одржување, кога имаме снежни наноси, за да можат тие патишта да се одржуваат и тековно со постојање на нова хоризонтална сигнализација, вертикална сигнализација, постојање на заштитни мрежи и огради, тие патишта секако мораат да бидат редовно одржувани. Имаме мрежи за заштита поради тоа што на тие патишта се вози многу побрзо отколку на регионалните патни правци. Секако тоа ја чини државата и тоа треба да се сервисира од страна на граѓаните. Јас верувам дека сите граѓани кога патуваат и во странските држави ги плаќаат патарините, така што и ние како држава треба да си ги одржуваме нашите патишта и цените за наплата на патарините значат поквалитетни патишта за денешните и за идните генерации. Она што е јасно дека владата останува фокусирана и посветена на заштита на Охридскиот регион и секако ќе ги превземе сите потребни чекори и мерки во насока на заштита на Охридското крајбрежје. Тоа што е потребно е силна координација помеѓу сите инстанции на власта и централните институции, но и локалните, кои што имаат своји ингеренции во справување со одредени состојби како решавање на дивоградбите. Ние сме овде секако вклучени, даваме поддршка
Кон крајот на минатата година издвоивме 6 милиони денари во насока на поддршка на општина Охрид за решавање на дивоградбите, а во планот за оваа година преку наши средства од Министерството за транспорт и врски ќе работиме на решавање на урбанистичкиот план на Охридското крајбрежје, со што му помагаме на Охрид да го реши урбанистички крајбрежјето и се она кое што е надвор од таа зона или влегува блиску до појасот на езерото, ќе мора да биде веднаш отстрането, така што секако ние ги даваме сите, целата наша поддршка, ги опфаќаме сите аспекти, но овде е потребна силна координација помеѓу сите нивои на власта. Ќе продолжиме со координација, ние денови и ќе разгледуваме оваа информација и со ресорните министри, и со култура, и секако на ниво на влада. Можам да кажам дека во однос на прашањата кои што ги тангира патиштата во овој регион, Струга-Требеништа, например, каде што беше проектиран автопат или Охрид-Пештан и експресен пат, парите како држава ги пренаменивме за рехабилитација на други патни правци со цел да не се доведеме до ситуација да го загрозиме статусот на УНЕСКО за Охрид. Во однос на железничката пруга Кичево-Олин, првата делница е целосно одобрена и е чиста, нема никакви забелешки од УНЕСКО. Во однос на втората делница, ние ќе работиме на забелешките да се измести таа траса со цел да од Радожда до Струга не направиме никаков проблем во однос на идната изградба на пругата, така што остануваме фокусирани и ќе бидеме во целосна координација со цел да не дозволиме и ќе направиме се, без разлика тоа која институција има своја ингеренција, ние ќе направиме се од наша страна за да не се загуби овој статус од УНЕСКО. Во однос на ова прашање, знаете сите дека е ингеренција на општините, на локалните самоуправи. Ние немаме можност да утврдиме или да навлегуваме во ингеренции сега за сега на општините и не сакаме, бидејќи сите сме се заложиле како држава, како општество дека треба да одиме кон децентрализација уште во 2005 година. Ретроградни процеси не посакуваме како држава и навлегување во ингеренции на општините, одземање на ингеренции на општините, но секако ова е многу значајно прашање за кое што ќе ги разгледаме сите опции и јас посакувам да ова се реши преку меѓусебна координација помеѓу сите инстанции. Заради тоа што граѓаните бираат власти на непосредни избори, дали се тоа локални или централни, за да им служат на граѓаните. Доколку властите не ги почитуваат основните препораки, секако овде е централната влада да ги превземе сите чекори, но нема да дозволиме загрозување на УНЕСКО. Да, ви реков дека ние деновиве ќе ја разгледуваме и на седница на влада и во една пократка координација на неколку ресорни министерства, секако ќе бидат вклучени локалните самоуправи. Се согласувам со вас дека не треба да дозволиме да дојде последниот момент. Извештајот е испратен, ние сега го разгледуваме, сме во комуникација и Министерството за култура ќе биде во комуникација со УНЕСКО, ќе постапуваме по препораките, а што значи тоа да постапуваме по препораките? Ќе видите во наредниот период. Доколку некој нема волја да работи и да ги решава проблемите кои што му се дадени во ингеренции од граѓаните на непосредни избори, тогаш ќе ги превземе сите можни чекори со цел овој статус на Охридскиот регион да не биде загрозен. Пресконференција има 312 стана. Очекувам дека најкасно до почетокот на наредната година зградата ќе биде изградена и ќе можеме заедно со Министерството за транспорт и врски да ја доделиме за понатамошно распределување на сите оние станови за кои што се градат. Во конкретниот случај, знаете и на претходните пресконференции најавме, значи становите се доделуваат врз основа на Комисијата за стамбени прашања, а врз основа на сите оние услови во правилниците и во законските одредби кои што лицата кои што аплицираат за становите треба да ги исполнуваат.
Во конкретниот случај, значи ќе се даваат станови за самохрани родители, социјални категории, деца без родители и сите оние категории кои што подразбираат одреден социјален статус. Благодарам.